Пред да почнам да зборувам, би сакал да споделам неколку работи кои што не сум ги кажал, бидејќи изминатиот период имав можност и привилегија и чест да поминам часови и часови во разговори со професорот Љубиша Георгиевски. Имаше многу што да се научи од овој брилјантен ум, многу совети, многу размисли, многу идеи. Ке кажам две денеска, а што туку дознав која би била темата на нашата последна среда. За жал не се случи. Ми рече Нашка, зошто те викаат да бойкотираш или да излезеш да гласаш за? Излези и кажи им, јас ќе абстенирам. И од таму се роди тоа абстенирам. Потоа се сеќавам и на еден друг момент кога за мојот политички противник велевме лаж го бил, ваков бил, таков бил. Он ми кажа, имам еден голем пријател новинар, Кервокијан, ерменец во Софија, дека бев амбасадор. Многу се дружевме, многу ме почитуваше, каже Христијан, председателе. Знаеш како го нарече? Му велев, не знам. Шашмаџијата, вика. И му остана некако тоа шашмаџијата во нашите разговори. Што туку дознав од господјата Георгиевска, дека сакал да ми каже да имаме конвенција за избор на председател. Епа, драг професоре, ќе имаме таква конвенција во Струга во февруари месец. И тоа беше одлука на последниот извршен комитет на партијата. Вели Мартин Лутер Кинг, можеме да го прифатиме конечното разочарување, но никогаш не смееме да загубиме бесконечната надеж. А луѓето не умираат кога престануваат нивните животи, туку живеат се додека се паметат нивните дела. Професорот Љубиша Георгиевски беше еден од ретките интелектуални и плодоносни синови на оваа земја, кој остави зад себе неизбришлива трага која ќе се памети низ годините и децениите што следат. Луѓе растеа, живеа и остаруваа со неговото творештво. Неговите сестрани дела се додадена вредност во културната, театарската, филмската и научната сфера на нашата мила татковина. Неговиот бистар ум и течна мисла ги доловуваше најсуштествените аспекти на човечкиот живот. Неговите филмови остануваат историско благо за нашата татковина. Синовите на една нација не се забораваат. Тие продолжуваат да живеат, да споделуваат и да се сеќава нацијата на нив. Ниче велеше, најтивките зборови носат бура, а мислите кои доаѓаат тивко на прсти управуваат со светот. Таков беше професорот, тивок, иако ненаметлив, но доминантен и впечатлив човек, кој умееше со неговата ненаметливост да стане предводник на процесите, да биде вистински предводник на една генерација која со себе носеше мудрост, знаење, но и визија. Тој воедно беше исклучителен патриот, непоправлив оптимист, но и сведок на сите историски премрежја низ кои што помилала неговата татковина Република Македонија. Неговата грамадна големина во битисувањето на македонската држава, неговата исклучителна љубов кон нашата земја и нашиот народ ќе биде запаметена. Секогаш се ставаше над ситуацијата и ја гледаше големата слика. Тоа го чинеше неговото животно и професионално искуство. Јас можам да кажам дека ја имав приликата во последниот период да поминам повеќе часови во разговори во кои најчеста тема беше токму состојбата во Република Македонија, во нашата татковина. Загрижен ќе му речев, државата ни ја разграбуваат и ја уништуваат. Со секој поминат ден се помалку ја има.
ќе се насмееше и ќе одговореше: Македонија е председателе поголема од сите неправди. Прогони и наказувања. И таа сепак ќе воскресне и ќе победи. Бидејќи таа идеја, емоција и наша судбина. Ми велеше Бог секогаш има план. Македонија не постои за да биде уништена, туку да им пркоси на оние кои сакаат да ја уништат. Особена чест ми беше кога присуствуваше во Македонскиот народен театар при одбележување на празникот 23 октомври, денот на внатрешната македонска револуционерна организација. Иако во подминати години тој сепак дојде, беше дел од манифестацијата. За мене тоа беше чест, а за него исто така беше оддавање на почит кон светите букви ВМРО. Но и кон партијата ВМРО ДПМН, за која посвети значаен дел од својот живот. Како што пишува тука, ако понекогаш блескав, тоа значи дека горев. Беа негови зборови, но и тој 23 и секогаш порано постојано блескаше со својот карактер и големина. И ми пренесе еден негов претходен цитат. Велеше: Христијан, знам дека има многу невистини, многу напади врз тебе. Но знај дека сите оние кои во животот ми ги вадеа очите, ми ги цртаа вегите после тоа. Тоа е големиот професор, а ние како ВМРО ДПМН ќе го паметиме и негуваме неговото дело. Во негова чест ќе предложам пред органите на партијата Партиско-истражувачкиот аналитички центар да го носи токму името на професорот Љубиша Георгиевски, како скромен допринос за неговото големо дело и посветеност кон партијата ВМРО ДПМН. Македонија го почитува безвременското негово дело. Таа 94 година ги започнав моите политички активности во ВМРО ДПМН за време на тие председателски парламентарни избори. Како председател, професорот Љубиша Георгиевски го напушти современиот живот, но ќе остане безвремен помеѓу нас. И затоа наместо едноминутно молчење мислам дека е посоодветно да станем и сите да му дадеме еден огромен аплауз. Почивај во мир, професоре.